Добро вечер. За некого денешниот ден е само нов почеток на нова работна седмица, а за тимот Македонија нови патувања, нови доживувања. Нашата емисија Македонија еден тим и денес ви ги прикажува најновите случувања кои ги снимевме. Разговорот со председателот Ѓорги Иванов и министерот Никола Поповски продолжува. Да видиме што имаа да кажат во вториот дел. Кога ги споменавте оние сеќавања на минатото, не можам да не ве прашам за вашите другари кои што можеби немате со темпото на работа толку време да ги посетувате во родното Валандово, но кога одевте сега на оние дружби средби со граѓани, знам дека се видовте со школски пријатели. Ви се вратија ли некои убави мемории, убави сеќавања од тоа време? Да, па среќав пријатели од основно образование, од средно и од факултет. Среќав и војнички другари. Срдечни се сите средби, искрени, затоа што иако можеби со години не сме се виделе, као да постојано сме во контакт, као постојано да раскажуваме за заеднички настани, пријатели, случки, и тоа е она што го прави животот исполнет. Поповски, што е со вашите пријатели, имате ли време за нив? Најчесто ги гледам по спортски настани. Се обидувам релативно редовно да ги играм фудбалските надпревари со друштвото од детството. Така што тоа ми е веројатно и единствената одличка и единствен момент во кој можам да се дружам со луѓето со кои се знам со години од детството и со кои споделуваме таа љубов за топката. Што е со Вардар и Металург, за кого сте? Се знае за нашите. За нашите. Дефинитивно сте редовни гости на сите можни спортски надпревари, посебно на оние кои што се на ракометниот терен. Имате ли ракометар кој што навистина ви е омилен и ракометар кој што знаете дека секогаш може да сметаме на него за победа? Не би ги извојувале. Горди сме на сите тие млади луѓе кои носат победи за Македонија и гледаме дека во овие изминати години она што најмногу ни недостасувало тоа се победите. Победите обединуваат. Гледате која еуфорија е кога имаме победа. Гледате која енергија се чувствува, особено кај младите, што се горди кога тимот Македонија победува. Тоа е она што во изминатите години сме го немале толку го има. Сега тоа чувство е величенствено. Ја гледате гордоста, ја гледате како се најават и како кога сме победници имаме некоја посебна енергија во нас. Се буди нешто од детството кога сме гледале надпревари кога се победува и кога се освојуваат првенства. Мислам дека министри и председателе не ги прашавме одамна тимов за кого? За Македонија! Имате неколку почесни докторати на Ломоносов и на уште многу други светски универзитети. Колку тие значат во вашиот приватен, но и професионален живот? Тоа кажува, иако сум веќе во политиката 5 години, академската активност мора да биде присутна. Односно, сите тие средби што ги имате со луѓе од сетот на политиката укажуваат на тоа што вие го кажувате и дека тие идеи вредат да се слушнат и од академската заедница. И постојано добивам покани за оние настапи што сум ги имал на меѓународни конференции, собири, да ги образложам по универзитетите во светот. И тоа е лична сатисфакција. Кога гледате дека искажаниот збор не останал, не бил во ветер, што се вели, во празно, туку тој некој го слушнал, го кажал на некој близок и од таму доаѓаат поканите. Имам сега се изборите, имам покани за неколку гостувања по странски универзитети кои сакаат да слушнат за Македонија, за Балканот, за актуелните настани, за тоа кај оди светот, бидејќи живееме во свет кој многу брзо се менува. Многу од идеите, книгите, теориите што сме ги учеле веќе не важат. Се создава нови односи кои треба на некој начин да се интерпретираат. И денес светот е глобален, секоја идеја, секоја мисла која е позитивна, креативна, иновативна, буди интерес да се образложи и на врвните научните установи. И затоа особено и беа драги предавањата што ги имав на Харвард, сега неодамна на Ломоносов, во Канада на неколку универзитети, во Аризона универзитетот, во универзитетите што ги во Турција, во соседните земји. Тоа е она што не одржува во кондиција. Постојано не само да
ја извршувате функцијата, најодговорна функција во државата, претседател на држава, туку да сте во тек со сите идеи, со сите нови теории, со сето она што се случува во академскиот свет. Забележавте дека голем број јавни личности, меѓу кои уметници, актери, пејачи, спортисти, јавно му дадоа поддршка на председателот Ѓорѓе Иванов. Дамјан зборуваше со Панчо од дуото ДНК за неговите причини зошто го поддржува председателот Ѓорѓе Иванов. До мене е Панчо од ДНК, кој што е дел од тимот Македонија и кој што зборува за новите делови од неговата музичка кариера. Панчо, здраво! Здраво, здраво. Што имаме ново на музичко поле кај ДНК, бидејќи гледавме некои нови спотови, гледавме некои нови песни, но ништо конкретно во однос на нов албум, бидејќи албумот излезе скоро и промоција на останатите песни. Па да, уште го промовираме нашиот нов албум, но во меѓувреме работиме и на тој што следува, нели, третиот поред. Напорно со Лазар Цветковски, веќе имаме некои 3 numeri кои се готови и едно за кое се одлучивме да ја пуштиме како летен хит, нели треба побрза, подинамична. Кое ти е патување кое што ќе го запаметиш во кампањава? Кој настап ќе ти остане најголем впечаток, бидејќи сепак сме на почеток, но имало кампања во кои што си учествувал и секако настапи кои што се подинамични и настапи кои што се побавни. Па дефинитивно морам да одвојам Крива Паланка, поминавме феноменално. Бидола беше добро. Минатиот пат и Охрид беше исто добро. А види, кој идеме како тим, нема место кај што не е добро. Гледам дека сите срца се сплотени како едно, знаат луѓето што сакаат, знаат што да ценат и знаат дека овој тим дефинитивно исполнува тоа што го ветува. Затоа верувам дека и оваа кампања ќе биде уште многу побројна со луѓе од минатата. И за крај, зошто ја поддржаш кандидатурата за сегашниот и идниот председател на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов? Па пред се, од кога идеме на кампања, имав и моменти да го запознам, поготоа и неговата фамилија, поточно сопругата се толку народни луѓе и мислам дека се од народот за народот и буквално колку што јас сум пратил политика нема направено ни еден кикс, толку е смирен, сталожен, интелигентен човек, што е најбитно сам има све направено, никогаш не се бутал со сила. Едноставно мислам дека е баш ликот кој треба да го сликува еден државник или председател на една држава. Така да јас дефинитивно го давам мојот глас и поддршка и верувам во него дека само може да идеме напред. Панчо и Дамјан за Тим Македонија. Утре караванот Тим Македонија е во посета на Карбинци, Чешиново, Облешево, Зрновци, Виница и Радовиш. Бидете таму доколку сакате да се дружите со нив, а со нас се дружите утре во исто време. Поздрав!